Од колевката на македонската писменост и култура, градот на Климентовата школа, Агенда 35 вечерва ги анализира состојбите во образованието, успехот на реформите и предизвиците со кои што се соочува овој столб во градењето на државата. Ке споделиме позитивни европски искуства и практики, а ќе актуализираме и нови теми од областта на образованието и педагогијата. Останете со нас. За воспитно-образовните предизвици и перспективи дискутираа повеќе од 200 учесници од 21 земја, истакнати универзитетски професори и стручњаци од Македонија и странства, на меѓународната научна конференција која се одржа од 16 до 18 мај во Охрид, а со која се одбележа 75 години постоење на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Според професорката Елизабета Томевска-Илиевска, раководител на институтот, конференцијата беше одлична можност да се слушнат најновите достигнувања во педагошката теорија и практика и истите да бидат насока по која што образовниот процес треба да се движи. Во однос на сегашните состојби во образованието, Томевска-Илиевска вели дека за овие 2 децении имало само обиди за реформи, а дел од нив биле избрзани. Јас не верувам дека веќе најдете универзитетски професор, па и наставник и родител и кој што ќе ви каже дека немаме потреба од реформирање на нашиот образовен систем. Меѓутоа, пред да се отпочне со секоја реформа, потребно е да се направи сеопфатно сериозно истражување, кој што нема да трае 20 дена или 3 месеци, туку ако алтернатива е од една Хрватска, да кажем, што не е многу далечна, што имаме некоја слично минато, ако алтернатива да кажеме бидејќи сакаме да споредуваме и да позирнуваме што се случува во финскиот образовен систем, тоа се период од 4 до 5 години во кој што сериозно се започнува со истражување, со анализа и потоа се започнува со реформскиот процес. Според професорката Томевска-Илиевска, не може да се реформира само основното образование, а при тоа да не се почне со реформи и во предучилишно и високо образование. Имаме ние како универзитет, како високо образование, на секои 5 години ги имаме повторна акредитација на студиските програми. Што значи дека во пандан треба да одиме со реформите во основното образование. Нас не се случува да продуцираме сега педагози, наставници, воспитувачи по, да кажеме, стари програми, тука кога тргате таа нишка од високото образование, а правите реформи во основното, каде што активни субјекти, професионалци ќе бидат наставниците, да кажеме, кои што ќе дипломираат на наставничките факултети. Не мора тоа само да е Институтот за педагогија, зборуваме за наставничките факултети. Значи дека треба да има голема комуникација и координираност. Ма тоа прави државата, го прави Министерството за образование, релевантниот систем, кога се поставува систем и потоа имате и во вертикала и во хоризонтала. Во Институтот за педагогија со години се говори дека треба да се работи на ревидирање на некои од студиските програми во високото образование, на другите наставнички факултети, бидејќи наставата е комплексен процес и потребно е нејзино осовременување. Треба, според мене, а и со колегите од Институтот за педагогија го делиме тој став, ревидирање на студиските програми на наставничките факултети. Што би значило тоа? Ние не се сомневаме во нашите програми поставени во компетенциите кои што ги добиваат нашите наставници, професори, идни што завршуваат на наставничките факултети, во однос на нивните стручни компетенции. Меѓутоа се поставува прашањето, дали вие со 3 предмети во текот на студирањето, кои што се педагогија, се психологија, методика на настава, а тие се едносеместрални, ќе се доволни за да бидат доволно добро развиени педагошките компетенции кои што треба да ги поседува еден наставник современ и еден професор. Анализирајќи ги другите програми, таму се имаат паралелно модули кои што имаат сет на предмети, каде што студентот кој што сака да биде еден наставник, професор во текот на своето иницијално образование,
ги слуша значи сет модул на овие педагошки би кажала предмети. Според професорката Алма Тасевска, образовниот процес секогаш се соочува со предизвици и во време на брзи промени потребни се и брзи реакции. Пред се ни е потребна висока мотивираност, потоа заедничка цел, заедничка визија, во кој што ќе имаме еден национален консензус во насока на тоа каде треба да се движиме и развиваме, но не на кус рок, сега овде за месец, два или година, туку едноставно треба да размислуваме подолгорочно, каде се гледаме себе си како професионалци во оваа дејност на образовниот систем во следните 10 години. Тоа се искуства кои што ги градат високо развиените образовни системи. Сметам дека и ние треба да бидеме во чекор со се она што развиените образовни системи го имаат поставено како сопствена цел. Професорката Елена Ризова вели дека доколку научно сакаме да пристапиме кон образовните предизвици, потребно да се вклучат сите чинители во воспитно-образовниот процес. Пречат многу работи, пречи тоа што не можеме да одиме во чекор со брзите промени во општеството. Секако формалното образование е она што е малку покруто, малку поспоро може да одговори на брзите и променливи барања, не само на општеството, туку и на пазарот на трудот, и ни се поставува прашањето како да подготвиме кадри кои што ќе бидат подготвени да излезат пресрет на предизвиците на тоа променливо општество, а на тоа прашање не може да се даде едноставен одговор и мислам дека тоа треба да биде една од клучните работи на кои што треба да работиме во иднина ние. Анализите и заклучоците кои произлегуваат од конференцијата треба да покажат каде треба да оди образовниот систем во нашата држава. Професорите се сложуваат дека потребно е вмрежување и партнерски однос помеѓу основното, средното и високото образование, како и сите засегнати институции. За да имаме високо квалитетни професионални кадри во образовниот систем, потребно е да бидат вклучени повеќе чинители, почнувајќи од Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој се стреми да ги следи сите позитивни европски тенденции во високото образование, но и поддршка од Министерството за образование и наука и Министерство за финансии во давање на согласност за вработување на млади кадри и обезбедување на финансии, оценува ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи Никола Јанкуловски. Педагошката дејност се соочува со бројни предизвици и реформи, но Јанкуловски апелираше сите реформи кои се во оваа насока да бидат водени и реализирани од професионалните кадри кои произлегуваат од академската заедница. Не можеме да кажеме дека сме задоволни со поддршката односно можам да кажем дека не е доволно поддршката од ресорните министерства за конкретно можам да кажам за високото образование, заради тоа што на многу катедри, на многу факултети и институти буквално некои од катедрите изумираат заради недоволно дадени согласности и приеми на кадрите во овие институти. Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје секогаш се стреми да ги појача, да ги зголеми капацитетите и ресурсите и се што е во наш домен, значи иновативни, нови програми кои што се компатибилни со програмите во европскиот образовен простор, но секако дека без сите овие чинители не може тоа да се постигне. Според Јакуловски, месечните примања на професорите се на незавидно ниво и државата треба да одвои повеќе средства, за да се зголеми платата на еден редовен професор која изнесува помалку 40.000 денари. Нашиот апел е што се однесува до универзитетот, вложува максимални напори со постоечкиот академски кадар, за да створи високо квалитетни образовни кадри кои што ќе се и се рангирани во високообразовниот простор, односно на пазарот на трудот во Европа и пошироко. Тоа го покажуваат секојдневните резултати, секојдневните да речем оцелување на наши кадри во светот и постигнување на високи позиции и места.
но секако без поддршката од ресорните министерства врвот не може да се постигне. Деканот на Филозофскиот факултет Радко Дуев вели дека како држава долго време се обидуваме да направиме реформи, но треба да се слуша гласот на науката за новитетите да бидат адаптирани на наши услови. Проблемот е што во земји како Израел и Северните американски држави на образованието се гледа како дел од еден триаголник: високо образование, држава и заедница. Кај нас се наметна некако таа логика бизнис секторот наместо заедница. Но еве, јас во неколку расправи со представници или официјални представници да поменувам дека ние како образование не можеме да одговориме година за година, затоа што инженерите не може да се родат. Значи, вие треба да го создадете. Треба предучилишно образование, основно образование, средно училиште, факултет, па дури на 23-4 години добиете некој производ. Генерално е она што недостасува во нашето општество, значи недостасува тој триаголник, а второ недостасува што некако во последно време, во последните цени се истакнува само лошата страна на нашето општество. Дуев го истакна и проблемот со иселување на младите. А за да се спречи одливот, потребно е да се подобри општествената клима, за младите да веруваат дека тука имаат иднина. Тој потенцираше дека потребно е да се започне со процес на деполитизација во образованието. Знаете, некои гранки во општеството трпат политизација, но некои не. Тоа го гледаме, сите сме свесни, значи да се запре таа политизација на општеството, да се работи темелно, да се работи, значи образованието вие не може да добиете резултат за една година, значи мора да почнеме од почеток и да ги очекуваме на резултатите дури после 10-15 години. Многу е важно да нашето општество разбере дека без образование вие немате иднина на држава. Ние кои што работиме образованието го гледаме тоа. Второ, финанските услови, статутот на наставникот, она што ги имавме ние пред многу години, па од оние активности за подигане на општествена одговорност, кои што сега ни ги враќа Европската унија како закон за младински работници, кои што ние ги имавме, пионерски домови, само ги напуштивме, потоа оние подигане на општествена одговорност, кампови, работнички акции, што нашто што го имаше, сега ги немаме, да се врати до вербата на младите во нашиот систем и во нашата држава, која што ништо помалку не е понеубаво, да кажеме, од останатите земји, но условите кои што се моментални само го засилуваат тој процес. Деканот на Филозофскиот факултет оценува дека доколку не се спречи иселувањето на младите, тоа ќе доведе до колапс на образовниот систем. Само 10-40% има помалку матуранти. И да не почнуваме, ако забележите, сите резултати се во Завод за статистика, може да забележите прво, второ, трето, да видите какви се тие бројки што се намалуваат. И затоа ние мораме да преземеме некои активности, на некој начин да направиме европска оптимизација. Значи не е наша оптимизација, него европска оптимизација, бидејќи гледате во светот нема училишта каде што учат деца во 10 смени. Нема училишта каде што има во училница 35 ученици. Значи, треба да започнеме со оние светски практики, но од друга страна да се подобриме и нашата образовна инфраструктура, за да некако, иако се прават обиди, нели, од периодично во голем дел да се обновува таа инфраструктура, но сепак сметам дека е недоволно за да може да ја вратиме вербата на младите во нашиот систем. Според Дуев, потребна е долгорочна стратегија во образованието, која што ќе биде ослободена од политички влијанија, бидејќи за овие 8 години како продекан и декан го дочекал 8-миот министер за образование. Јас неколку пати кажувам, треба наднационален стратегија, надпартиска стратегија, бидејќи тука сме вклучени сите. И политиката мора да свати дека во секторот на образование ги имате всушност целата држава. Имате 220.000 ученици и студенти. Имате 35.000 вработени во Министерството за образование. Кога ќе ги помножите по нивните родители, роднини, вие всушност во образованието имате целата држава. И затоа ние постојано потенцираме дека да, можеби за политиката не е битно секторот образование, може поинтересно, не знам, економија, транспорт и врски, но за државата е клучно образованието. И тука навистина треба да се направи еден сепартиски консензус, да изградиме една национална стратегија. Јас
постојано го повторував моето искуство на универзитетот во Краков, каде што деканот на филозофскиот факултет Гурнек како гости не покани на една конференција за екстерно оценување. Тој е експерт за quantitative measures. Кога беа нашите професионално екстерно оценување, беа поканети двајца предавачи кои го измислили од Соединетите американски држави, а сите професори во Европа поканети, нивните министерства, сите институции врзани со Министерството за образование, за да одлучи полската влада по кој пат да тргне. Истражувањата покажуваат дека 70% од студентите кои се запишуваат на техничките факултети планираат да ја напуштат државата, а во нив се инвестирани големи средства. Пред училишто, каде што знаете цените се, да кажеме, смешни споредени со западноевропските земји. Од бесплатно основно образование, бесплатни учебници, бесплатно средно, минимална партиципација за факултети. Значи никаде во свет нема 200 евра да се студира, да кажеме, и на крајот вие добивате еден производ кој што едноставно го пуштате се сами. Се додека не направиме една надпартиска, еден национален консензус, додека не размислиме точно што сакаме да направиме во нашата држава, адаптирано секако за нашите услови, секако подкрепено и со финанска конструкција, бидејќи голем ден гледате од стратегиите немаат финанска конструкција, а јас како декан и како раководно лице знам дека без финанска конструкција едноставно јас не можам ништо понатаму да планирам, за да почне барем за наредните 5 до 10 години да успееме да ги запреме овие процеси кои што верувате мене многу ме плашат. Тоа е не само иднината на тој ја доведува во прашање иднината на нашата земја. Значи вие без човечки ресурси ја немате иднина. Маргинализацијата на образованието е она што најмногу му пречи на професорот Зоран Велковски од Институтот за педагогија. Живеете во кризни времиња. Не постои криза во било кој сектор кој не го зафаќа секторот образование. Ако сите декларации, ако заложбите на сите институции се насочени кон тоа да се зајакне образованието, да се инвестира во развојот на човечките ресурси, во развојот на човечкиот капитал, ми смета што тоа останува на декларации. Образованието само по себе е во длабока криза. Меѓутоа не е само кај нас. Таа криза е во другите земји, па дури и во развиените земји. Она што недостасува веќе известно време во нашата држава е јасно покажување што ни е целта, што сакаме. Какво образование сакаме, за каков економски развој зборуваме. Тоа е она што му недостасува во моментов не само на образованието, туку на целата наша држава. Според професорот Велковски, како држава сме умешни во правење на стратегии, но имаме проблем со нивна реализација. Нам не ни треба стратегии со кои се фалиме, дека се убаво напишани, дека се во согласно со светските тенденции. Нам ни треба реализација. Тоа секогаш не фалало, тоа не е никаква новина. А дали има политички влијанија? Не постои образование во светот кој не е подложено на политички влијанија. Меѓутоа интензитетот на тие влијанија мора да води сметка до каде треба да оди, а се во функција на развој на државата. Професорот Велковски упати порака до властите јасно да кажат што сакаат. Не со флоскули ни треба квалитетно образование, туку и да одговорат на прашањето зошто е потребно квалитетно образование и да одговорат на прашањето што прават тие за да добиеме квалитетно образование. Образовниот систем не е сам во таа борба. Знаете, кога ќе добиете резултати на меѓународни надпревари, ако се резултатите добри, тогаш политичарите си ја присвојуваат заслугата за некои иницијативи. Ако добиете лоши резултати, тогаш криви се наставниците. Тоа не иде тоа така. Според професорот Велковски, соодветните кадри не се прашање само на образовниот систем, туку во соработката со економскиот и социјалниот сектор да се одговори на прашањето каков треба да биде производот по завршување на основно, средно или високо образование. Современите наставни стратегии мора да имаат за цел од процесот на едукација да излегуваат личности со практични вештини. Наставниот процес би требало малку да забави, за да се остави простор на ученото да се имплементира во пракса.
Дали по завршување на ковид кризата е време за менување на едукативните стратегии? За овие и други теми зборувавме со доктор Тонча Јукич, професорка на Филозофскиот факултет во Сплит. Rekla bih da su te suvremene strategije koje stalno spominjemo da su suvremene, zapravo ne toliko suvremene. Govorimo o suradničkom učenju, govorimo o problemskom učenju, učenju orijentirano na istraživački proces i to su zapravo strategije koje se primjenjuju već dugi niz godina kao ideja suvremenih strategija. Međutim, ne ostvaruju se dovoljno često u nastavi zato što treba puno vremena da se realiziraju unutar nastavnog procesa. I zato ostaju uvijek suvremene, uvijek nešto čemu težimo zato što ih teško ostvarujemo. Jednostavno rečeno, očekujemo strategije u nastavi koje su usmjerene na učenje naših studenata, naših učenika, gdje će oni sami dolaziti do informacija, sami analizirati ono što čitaju, nalaziti vlastita razumijevanja, kritike, primjedbe, usporedbe i gdje će biti u potpunosti angažirani u onome što rade. I uistinu suradničko učenje to omogućuje. Omogućuje sukonstrukciju znanja, omogućuje raspravu, razmjenu iskustava, omogućuje da učenik bude aktivan i da samostalno dolazi do spoznaja, da ne bude pasivan primatelj informacija. Koliko su se te strategije promijenile u vrijeme COVID pandemije, rekla bih da se još rjeđe primjenjuju, mada su lako ostvarive. Dala bih primjer suradničkog učenja gdje se i u online uvjetima može ostvarivati rasprava u malim grupama. Jednako tako i u online uvjetima čak je i došlo više do izražaja problemska istraživačka nastava i nešto što danas govorimo suvremeno, flipped classroom, okrenuta ili obrnuta učionica. Ona je posebno došla do izražaja u suvremenoj nastavi gdje su studenti kod kuće samostalno istraživali i dolazili do spoznaja, a onda u učionici, online virtualnoj učionici, razmjenjivali iskustva. Tako da evo, zaključak je suvremeno ipak nije toliko suvremeno. Ono oduvijek postoji i uvijek će biti suvremeno, a nama je zadatak da nađemo način i vrijeme kako ih ostvariti u nastavi koju radimo. Колку овие теории за кои што зборуваме реално се применуваат конкретно во случајот во Хрватска каде што вие работите и кои се клучните предизвици во едукативните системи какви што се нашите, затоа што потекнуваме нели од ист систем, да се имплементираат и навистина да даваат резултат, односно ученици со компетенции? Da, kada govorimo o kompetencijskom pristupu, on je jako dobro promišljen. Želimo da učenik stječe znanja, razvija sposobnosti, vještine i stavove koje može aktivno i dinamično koristiti u raznim kontekstima. To traži jedan planirani proces. S jedne strane, planirani proces je dobar, s druge strane, onemogućuje kreativnost. Tako da mislim da svaka zemlja koja radi kurikularni pristup i kompetencijski pristup nailazi na problem kako prevladati nedostatke tih pristupa u vidu moguće uniformiranosti, moguće predvidljivosti, mjerljivosti koja se nekako očekuje u tom kontekstu. Ideja nije loša, problem je realizacije što da bismo stvarno omogućili učeniku da razvija kompetenciju, moramo osigurati upravo uvjete u kojemu će on samostalno izgrađivati svoja znanja, svoja značenja i razvijati vještine. Dakle, moja je ideja da bismo uistinu, ne samo moja, nego evo stav koji zastupam, da bismo trebali usporiti u nastavnom procesu i ako usporimo, ako se fokusiramo na učenika, na njegov proces učenja, na njegov tempo, na njegov način razmišljanja, onda ćemo doći do kompetencije, ali ne na programiran način, nego na individualiziran način. A to je nekako skoro pa sveti gral pedagogije. Каде се тесните грла во имплементација на ово што го кажувате генерално? Дали е во системот образовен како што е поставен, дали доаѓа кај наставниците или можеби на некое трето место? Mislim da je glavni problem realizacije bilo kakve nastave
moguće nedovoljna osviještenost posebnosti svakog pojedinca i nedovoljna osviještenost mogućnosti kako da svakom pojedincu omogućimo da dobije ono što njemu treba, da razvije svoj puni potencijal. I onog trenutka kada to uistinu osvijestimo, kad nam to postane cilj, samo ostvarenje pojedinca, onda će svatko od nas naći neki način, neku metodu, neki pristup koji će mu omogućiti da taj cilj ostvari i da zapravo postigne ono čemu pedagogija oduvijek teži, a to je samo ostvarenje i razvoj punog potencijala svakog pojedinca. I za kraj, postoji li nekoја земја, систем кој што е пример за ваков тип на пристап кон образованието насочен кон градење компетенции базиран на принципот на бавна педагогија? Pa teško je naći jednu zemlju. Dakle, svaka zemlja je specifična i ne možemo kopirati dobra iskustva. Vrlo često kažu da je finski sustav jedan od najboljih sustava obrazovanja. Međutim, koju god da zemlju uzmemo kao dobar primjer primjene kompetencijskog pristupa, kurikularnog pristupa ili bilo kojeg drugog pristupa, ne možemo ta iskustva u potpunosti implementirati u naš sustav, kao ni vi u vaš. Dakle, važno je uvažavati kulturološke razlike, važno je uvažavati tradiciju i zapravo kada gledamo tuđa pozitivna iskustva, uvijek ih preispitivati s motrišta naše tradicije i naše kulture i onoga što mi kao zemlja, kao nacija želimo ostvariti. Vi благодарам mnogo. Hvala vam. Расте интересот за онлайн образование во ЕУ, а младите на возраст од 16 до 24 години многу повеќе користат онлайн учење отколку што користи просечно возрастното население, покажува последното истражување на Евростат. Според податоците, во 2021 година, 59% од младите во ЕУ на возраст помеѓу 16 и 24 години се изјасниле дека следеле онлайн курс или користеле онлайн материјали за учење во последните 3 месеци пред истражувањето, што е 6% поени зголемување споредено со 53% во 2020 година. Помеѓу државите членки на ЕУ, Финска и Шведска, и двете со по 81%, имаат најголемо учество на лица на возраст од 16 до 24 години, кои следеле онлайн курс или користеле онлайн материјали за учење. Од друга страна, онлайн образованието не било многу често помеѓу младите во Хрватска и Романија, каде е регистрирано учество од 24% и 43% соодветно. Споредено со 2019 година, односно пред пандемијата, во сите држави членки на ЕУ, уделот на млади кои следеле онлайн курсеви и користеле онлайн материјали за учење бележи зголемување, освен во Хрватска, каде е регистрирано намалување. Со цел поддршка и овозможување универзитетите да се прилагодат на тековните предизвици за да може да придонесат кон отпорноста и опоравувањето на Европа, Европската комисија на крајот на јануари оваа година донесе Европска стратегија за универзитети. Со стратегијата се предлага сет на важни активности со кои би се поддржале универзитетите да ја зајакнат европската димензија на високото образование и истражувањата, како и да се консолидираат, затоа што тие се водилки на европскиот начин на живот. Дополнително во сетот активности е вклучено и зајакнување на универзитетите поради тоа што тие се клучни актери на промените и во зелената и во дигиталната транзиција, но и двигатели на глобалната улога и лидерство на Европската унија. Во Европската стратегија за универзитетите се предлагаат и конкретни мерки за трансформирање и развој на подлабока европска соработка, со цел да се подготват студентите за сегашните и идни предизвици. Инаку, започнувајќи од минатиот декември па се до февруари оваа година, Комисијата представи повеќе мерки со цел постигнување Европска образовна зона до 2025 година и унапредување на улогата на институциите од високото образование во европското општество. Новото нормално бара нов начин на предавање и учење. Живееме во период на постојани промени кои бараат флексибилен и интелигентен образовен модел, кој се прилагодува на новите образовни потреби. Предвидувајќи го новиот контекст на идните програми, еден универзитет во Барселона, Шпанија, има развиен образовен модел наречен паметно учење, прилагодлив на потребите на студентите и условите, па без разлика каде и да е студентот, овозможено му е квалитетно образовно искуство.
Образовниот модел паметно учење е начин на учење без бариери, интерактивно и интелигентно. Образование кое комбинира методологија и платформи. Па затоа со цел имплементирање на паметно учење, сите училници на кампусот на универзитетот се трансформирани во паметни училници, со технологија која гарантира образование на лице место за сите студенти, а за оние кои им е потребно може да следат во живо и учествуваат на часови без да бидат физички присутни во училницата. Студентите во и надвор од училницата формираат единствена група која учи заедно. Овој модел на учење им овозможува на студентите кои не се во можност да дојдат на универзитетот, да може да следат настава како да се таму. Слично, ако за време на предавањата некои студенти имаат проблем физички да пристапат на кампусот, часовите може да ги имаат од далечина и во живо, одржувајќи еднаков број академски часови и еднакво образовно искуство, како и контакт со останатите студенти. Сите студенти имаат можност да ги прегледаат предавањата кои се снимаат, како и да присуствуваат во живо на предавања од меѓународни партнерски универзитети. Образовниот модел паметно учење го прави подеднакво достапен целокупниот екосистем за сите студенти, овозможувајќи еднакви социјални врски, искуство, стажирање, интеграција со истражувачки групи и компании. Модерното време донесе со себе користење на напредни технологии во сите аспекти на животот. Па така денес е невозможно да се замисли животот без паметни телефони, таблети и интернет, а се почесто и без паметни апарати за домаќинство. Во процесот на иновации на уреди за иднината потребна е што поголема вклученост на младите генерации. Тоа во одредена мерка го овозможува ЕУ платформата eTwinning, која ги поврзува учениците и училиштата во Европа и нејзиното соседство, со цел заеднички да осмислуваат и спроведуваат проекти, разменуваат идеи, имаат пракса и збогатат наставата, преку соработка и употреба на информатичко-комуникацијски технологии. Благодарение токму на еден eTwinning проект, училишта и ученици од земја членка, Романија, и земји кандидатки, Србија и Турција, имаа можност да работат на создавање паметна куќа, со користење на напредни техники и технологии, односно изработка на макета на куќа во која се сместени сензори за одредено програмирање, како и мали електромотори, сите поврзани на паметен уред. Во паметната куќа која ја изработи меѓународниот тим на ученици, има сензори за температура, влажност, дожд и бучава, потоа ласер сензор за детектирање дали некоја врата или прозорци се отворени, и сервомотор задолжен за отворање на вратата од гаражата. Сите сензори и употребени средства може лесно да се следат и управуваат преку паметен уред. Овој eTwinning проект им овозможи на учениците размена на искуства за електроника и веб алатки и целосна вклученост во процесот од идеја до реализација, од скица до фасада, односно од дизајн, кодирање и имплементирање на електроника во паметна куќа. Ова е се што подготвивме за денешната Агенда 35. Следете ни следната недела.